Нова ракометна драма во режа на македонските ракометари во Херник, Данска. Овој пат против селекцијата на Португалија. Македонската ракометна репрезентација одигра храбар, одличен надпревар против Португалија. На крај доволно само за нерешен резултат. Шансите за втора фаза се уште постојат. На Македонија е потребна голема победа против Романија и да се надеваме на победа на Данска против Португалија. Тематиките се тешки, а исклучително тежок беше и синокешниот надпревар во кој Македонија покажа како се игра модерен ракомет. Се вративме од негатива од 5 погодоци и освоивме голем бод со полуфиналистот на претходното светско првенство. Апсолутен јунак на Македонија беше капитенот Кузмановски со неверојатни 15 погодоци. Одличен на голот во вториот дел беше и Мартин Томовски. Но се на се, одлична беше целата македонска репрезентација. А одлични по кој знае кој пат беа и македонските навивачи, кои овие денови во Данска се вистинска поддршка за нашите репрезентативци. А вчера играа и македонско оро. Само една има вистина, има една Македонија. И покрај тоа што Португалија во речиси целиот надпревар беше во предност, а ние постојано се обидовме да анулираме негатива. На крајот, лесно можеше да се случи да дојдеме до напад за победа. Сепак до истото не дојде. Па токму затоа, кај делот навивачите стои таа горчина, но најголемиот дел од нас. Од целото си заминавме горди на постигнатиот резултат. Денес момците одиграа одличен надпревар и сите треба да бидеме задоволни од играта и од тоа како нашиот селектор го надмудри португалскиот селектор. Посебно сум задоволна од тоа што момците успеат да се вратат од негатива. Треба да бидеме задоволни, впрочем сите сме задоволни од Реми и се надеваме на победа со Романија. Напред, момци! Ова беше многу тежок надпревар, морам да признам. Момците изгинаа на терен. Не знам, едноставно не сакам да бидам лошо сватен. Знаеш, ние цел живот викаме нас судиите ни се криви, али морам да признам дека судењето не беше на потребното ниво и можеби беше малку повеќе наклонето кон португалците, но меѓутоа нашите играчи покажаа навистина зрелост, смелост и срце, доблест, карактер и верувам дека тоа ќе биде пресудно. Право на сите се надевам, надпреварот беше добар, за жал резултатот е тој што е, за нас можеби беше жално преку последниот напад што го сгрешивме, ама тоа е тоа. Се надеваме на третото коло ќе биде победа и тоа е тоа, да живее Македонија. Надпреварот беше добар, браво за нашите момци. Жал ми е што не победивме и спуштиме победа во последните секунди, али одиме на победа со Романија. Огромна, значи успеавме да направиме нерешен резултат, изненадување, за многу изненадување, но ние верувавме во нашите играчи и се надевам ова ќе ни донесе можност да одиме понатаму во следната фаза, затоа што стварно заслужуваат момците онаква игра што ја пружуваат, заслужуваат да одиме понатаму и да ни донесат уште многу нови радости, затоа што навистина ракометот е спорт број 1 во Македонија и нешто на кое што можеме да бидеме посебно горди, затоа што стварно имаме една добра генерација која што може, мислам дека многу да направи, почнувајќи од ова првенство, па и понатаму во следните борби. Денешниот надпревар реално не е никој задоволен, меѓутоа тоа е реалност. Оставаме срце на терен, идеме понатаму, нема откажување и нема калкулации. Ние мора да идеме на сите утакмици на победа, така и ќе биде. Со Романија, што очекувате кога победа? За жал со Романија повторно се калкулации, очекуваме поголема победа со многу повеќе голови разлика и мислам дека тоа ќе го оствариме. Па треба да бидеме задоволни пошто се вративме од -5
и Томовски на крај ни спаси 2 зицера и така да ако имавме малце среќа може и да победиме. Какви се очекувањата со Романија, ни треба голема победа? Очекувам победа со Романија, а како ќе заврши надпреварот ќе видиме, ќе ги бодриме данците да направат голем резултат. Прекрасна игра на нашата репрезентација, посебно во второто полувреме. И со малце повеќе среќа можевме и да победиме. Можеме ли против Романија до голема победа и пласно во второто? То секако. Романците се многу послаби од нас. Ако имаме желба, можеме да оствариме. Али не зависи само од нас, зависи од Данска, Португалија. За кого? За Македонија. Македонци има од секаде, од Македонија, од Данска, но и од многу други земји од целата македонска диаспора. А очекувањата се победа против Романија. Значи, моментално се наоѓаме во фан зоната на Македонија. Атмосферата е феноменална, многу бројни сме и мислам дека ќе излеземе у сала и ќе изгазиме. Добро вечер до цела македонска јавност. Голем поздрав од Хернинг. Овдека сме собрани најмалку преку 2 до 3 илјади македонски навивачи од целата македонска диаспора. Довозевме 1000 километри од Германија, од Бамберг. Ги поздравуваме битолчани и кривопаланчани, сите заедно, тие што се тука и тие што не се тука, и победуваме обавезно. Овде чувството е прекрасно. Весел народ, сите се дојдени да навиваат за спортот, а ние за нашата Македонија. Твојата порака до македонците кои се тука? До македонците што се тука едно големо благодарам што ја поддржуваат нашата селекција каде и да игра. Вистинска атракција во Хернинг е Фердинанд од Шведска, кој во македонски дрес ја бодри нашата репрезентација и често е најгласен фан во фан зоната. Hello, my name is Ferdinand. I'm from Sweden and I come to look to Macedonia and look to handball. My best friend is sitting there and he's from Prilep and I love Macedonia. Saka Macedonia, napred do dos. Ziga Zaga Macedonia! Ziga Zaga Macedonia! Ziga Zaga Macedonia! Ziga Zaga Macedonia! Денот Д, или најважен ден во оваа група ќе биде во вторник, кога најпрви Македонија игра против Романија, а потоа и Данска против Португалија. На Македонија е потребна висока победа против Романија, како и убедлив триумф на домакинот Данска против Португалија. Математиките се тешки, но шансите постојат. Македонија може до втора фаза на Европското првенство. Од Европското првенство во Хернинг, Данска, за Сител, Кирил Стојанов.